Драги мои, айде, давайте идеи, не седете така незаинтересирано. Само така, помалку ќе ви смета, ако некој ще сака навистина нешто да направат. И ние нема да бидеме сами, а и вие нема да се чувствувате тргнати настрана. Да, навистина. По-добро е сите да се зафатиме со работа, а не сега да претвориме во кабина со гостување. Навистина луѓе, толку добро се забавувавме за време на разгорница. Ајде да ја видиме тајника, да не биде презентацијата да започнеме само со кавга. Навистина ќе излезе дека ние кавадарци сме кавгаджи. А јас баш не мислам дека сме така. Вие двете согласни сте дека и двете погрешите. Согласни сте дека треба заедно да размислуваме. Епа тогаш, подајте си рака и да размислуваме. Горе. Ајде да почнеме од почеток. Како прво, ние сме регион што се вика Тиквиш. А зошто се вика Тиквиш? Па најверојатно затоа што има многу тикви. Тикви со разлоша има тикви. Овде сега најмно да се одгледаме вино на лоза. И по таа логика има многу грози. Но прашањето е, зошто не се викаме грози? Грози? Ама ти текна. Е добро да само си помислите, такова не беше иницијатива за промена на името на регионот. А кавадарци, знае ли некој зошто се вика кавадарци? Јас знам. Епа вака. Етимолошки, името кавадарци потекнува од грчкиот код кавадир, што значи наметот капоцен од каени. А кавадарчани били изработувачи на таа каени. И од кај ти е ова сега? Од Википедија. Сигурен ли? Не, де да ти е сигурен извор? Од 365 дена во годината, 400 е поднапие. И како ќе видимо вистински кавадарци? Не ли треба да се пробава што ќе го направи? Па тука се и комшиите кои се фалат, чие вино било хубаво. Кој направи која ракија и кога се купуваат независните дегустатори и кои дедови. Ај дојде ти, ако баш сакаш. Полека, застани. Нема да почнувам, јас да кажувам за баба ти. Што бе за баба ми? Баба ми е обществена корисна личност, која дава голем придонес за развојот на кавадарци. Како тоа? Чекај, јас ќе одам. Ајде поето, да чуем и тебе. Епа вака. Баба и Мара, од Лудниците, наречена Луда Мара, дала големи жртви за кавадарци. Во некои подобри времења, откупот на грозјето секогаш им бил загарантиран. Армама и не секогаш. Понекогаш се јавувал вишок на производ, а кај нас се знае што може да биде вишок на производ, вино и мрака. И да се исправат резервите, се вклучувале локалните херои, меѓу кои била и баба и Мара. Тие личности доброволно, без присила, со чиста совест ги испивале вишкот вино и мрака. И така тие ослободувале простории и садови за следната реколта. Ето тоа било. А тоа пак било инспирација да се напише народната песна Вино пијам емрак. Вино пијам емракија, вино пијам емракија, коња ја вама џамија, коња ја вама џамија. Така и Вујчо мој, искам многу сакаше да помогам. Тој, например... Не, Вујчо твој е стихиен пијач. Тој не бира ни делник ни празник, а многу пати знае песата да го понесе. Па кога ќе се освести, оп, ето ти го во неготино. Волека, нема ги така за моите родни. Бре, ајде станете, што е ова? Как го врскава? И по што да кажем? Ќе кажеме една песен. Ајде. Јано, хубава Јано, одната страна Јано, сонце те изгрева, од другата страна Јано, јасна месечина. Само које фајде Јано, кога едно немаш,
ниту е от тебе. Туку мене стоя, майка прокълнила стоя, клела говорила. О, Яно, Яно, убава Яно, лика спрема тебе, Яно, ти да не найдеш. Отиде не спиеш, Яно, ано ке си плачеш. Да на мене, мила Яно, много прочинила. О, Яно, Яно, убава Яно. Гади си, гади, ама да е само той. Потъм Иванови, Васил, Жафи, още един Васил. Абе, ние сме си уметнички души. Петър Мазев, Игор Цемерски, Познати стекари, зна? Иван Мазов, театърски критичар, Ефтин Манев, Лазо Каровски, поети. Добро идея, ако фатите с ово уметници, бе. Дайте ли спортист? Не да се Ръбица Стефанов и Тодор Гешев си кошаркари, Петър Ангелов види да комесар, Шисто Тимонов от Валерия. Нека сме, нека не го забравя Буко Каро. Па глумците от театърът. На какви славни личности Грелта е не тук кавадарчани да ги представуваме като кавдарчани, зеличи. Реално де, има чари и за това. Добре, ако претераме, ке се повикаме на позите психиатри. Витамин и миотракмици. Добро. Изпопалихме се, изпопалихме. Кой ке ни го гледа край? Да видиме ние, що сега ќе направиме. Па, има много работи, кои не достосуваат во градот. Секогаш може да се направи нешто, да ни биде по-добро. Например, клучување на младите во градот. Треба да најдеме начин како секој еден млад човек во Кавадарци да најде простор за креативен израз. Да, но тоа звучи много комплицирано и тешко да свадиме. Ама сега никој не вели дека треба да биде лесно. Добра е би тоа, ама што подразбираш по тоа да си најде своје место, не знам таму што? Ајде, кажеш, објасни. Во ред, јас ќе ви објаснам како на паметна книга. Ева, например, започва. Ние сега подготвуваме презентација, така? Да. И со парите, што ги собереме од таа презентација, ќе им помогнеме на да наша мало сограѓанци, што му е потребна нашата помош. Управо си, тоа е многу конкретно како младите да се вклучат, да бидат обществено одговорни, да бидат хумани. Отлично, ова сигурно ќе го направиме на овој начин. Добро, се сложувам, но имам право. Ние одново бееме баранки на проект, така? Но што со оние млади луѓе кои нема да бидат дел од проект, кои ќе немаат можност да ги реализираат своите идеи? И за ова сме прави. Затоа пак треба да се помисли мали, поедноставни акции. Доволно е само неколкумина од вас да се сложи дека нешто недостатъчно во градот, да го однајдат едноставен модел на делување и мислам дека нема да има никаков проблем. Токму така, треба да се излезе од познатата македонска шема. Или влези во политика, или изнеси од земјава. А плюс, јас би сакала да напоменам дека ние овде имаме и возрастни личности и сигурно ми не подржат. Тука се некои професори, директори на училишта, на институции. Да, препознаваме меѓу нив, тоа нека би ни помогна. Важно е да не се откажуваме. Не мислам дека треба да има некој да ќе не организира и дека треба да дојат од нас. Ова мислиш, што вие трете да организирате нашата средата. Тоа воопшто не е точно. Ние само договоривме време и место на средба. Идеите за инициативите дојдоа од сите нас. Ја за тоа морам да се сложим. Кога сме веките идеите, може и јас да кажам една. Сада ги погледите назад. Ајде, например, да направиме акција за садите. Па да, на најмалките хора. Би било логично од нас да изследувате такви идеи. Все пак ние сме шумарско училиште. Абе, доста бе само за дрва ми своите. Мене од дрва ми е прек глава. А зошто? Абе, зошто? Еве зошто. Во основно училиште ќе се подготвуваше театарска представа.
И аз како и сите останати нетърпеливо чекам. Ще се делат улоги. Борче, ти че глумиш друго представа. Ма шове, не е така лошо да се глуми друго. По-добро нещо отколко нищо. Бре, Борче, како си бретитко да глумиш цвет. Я гледам Хулия пред мене, що седи. Волшебен поглед, ангелски очи, насмевка от устните и светочи. На тој шар никой не може да одоле. Така биде светло представа. Каде бех јас кога добрите били деле добри особени? Ниту сумував, дури ни симпатичен, во класот само аз да се дружи со мене. Сите други ме избегнуваат. Им треба само кога треба да ја препиша домашната работа или кога нешто не разбираат, па треба да им објаснат. Инаку, јас за нив сум само губалица и далеж. За тоа, Борче, си глумиш дрво. Чувствувам желба за плачење. Заради мој велистечко шумолот, шамари ми од ветерот. Плашам дека ќе заминам на другиот свет. Сакам да побегнам, но попусту. Јас сум дрво и немам нозе, ниту крилја. Па само во мисливе моје можам да заминам и да одлетам некаде каде што ќе процветам. А детето ќе ме гади. Додека пеперутките летаат околу мене, пчелите зујат, птиците пеат, реките шумуват, размислувам за моите соништа. Може би еден ден ќе станам ковцев за богатство. Ќе бидам украсен со прекрасни резби, секој ќе се воодушевува од моето убаве. А во моите прејат ќе се чува злато, диаманти, ќе бидам огромен чувар на вредно богатство. А може, еден ден, од моето стебло ќе направа голем и моќен брод. И во него ќе пловат кралеви и принци. Ќе бидам неуништи и секој ќе се чувствува сигурен во мене. Но сепак, би сакал да пораснам и да бидам невисоко дрво во шумава, да ме гледаат сите и да се одушкуваат на моја величина. Сакам да бидам најзначајното дрво на сите времења и луѓето за секогаш да се сеќаваат на мене. Сега сум мало дрвце и многу ми сметаат други. Поголеми, помуки дрва околу мене. Ми ја заземаат влагата, светлината, храна. А нивните гранки силно ме удираат кога дува силен ветер. Ставам монтажен и депресивен и понекогаш посаквам да ги нема тия страшни кръгоноствени дръвни около мене. Петре, ми ја раскажа Јас за насвете, дека тие всушност ме штитат од ветриштата и опасностите и ме потикнуваат да бидам цврст, борбен и истраен. Само со борба и верба за животот може да се постигнат сите желби и соништа. Маките и проблемите се тука за да те обликуваат и натераат да порасне. Се што ти се случува има своја цел. Затоа треба да ги следиме своите соништа и да не се плашиме за своите идеи. Животот е прекрасен подарок, а иднината зависи само од нас. Стой.